Додека граѓаните секојдневно протестираат на улиците, додека пружаме отпор, додека вараме слобода и предвремени парламентарни избори, оваа власт не престанува да изненадува, покажувајќи ја своето лице и своите тоталитарни манiri. Собранискиот деловник е алатка која што служи во демократиите, во нормалните демократии, да обезбеди фер, принципиелен диалог помеѓу власта и опозицијата. Собранискиот деловник е алатка која што се донесува со консензус. Така било секаде, така беше и во Македонија, се дори не се инсталираше режимот на Никола Груевски. После сите настанишни случаи од 24 наому, после погазувањето на собранискиот деловник на 24 и претходно, после суспендирањето на уставот, после бруталното бркање на пратениците и новинарите од собраниските сала и после изфрлањето на пола народ гласачи на опозициониот фронт на улица, власта се дрзнува да го менува деловникот без консензус. За нас овој тип на инсталација на тоталитарен режим е веќе повеќе од јасен и ова не ни изненадува. Сакаме само да предупредиме дека тоа нема да не премисли нас и сите граѓани што протестираме на улиците, да продолжиме уште пожестоко со отпорот, уште пожестоко со блокади на улиците на сите градови на Македонија. Се дори не ги оствариме нашите барања, а тоа се предвремени парламентарни избори, на кои што ќе може во оваа држава да се добие нов легитимитет и да се сруши недемократскиот тоталитарен режим на Никола Груевски. Благодарам. Како гледате за најавите за доаѓање на ковид на која? Немам посебен коментар. Ние како опозиција ги имаме нашите барања. Веќе долго време кажуваме дека сме спремни за диалог, спремни сме да разговараме, спремни сме да го откочиме оваа длабока политичка криза која што ја наметна власта, се со цел да одиме на препремени парламентарни избори. Се што е во функција на таков вид на откочување на диалогот, ние ќе го прифатиме. Се што не е во функција на таков вид на откочување на диалог, е значи продлабочување уште поголемо на политичката и институционална криза во Република Македонија. Околу експертската комисија на господинот Иванов. Дел од вашите коалициски партнери се согласуваат, прифаќаат? Не само дел од нашите коалициски партнери, туку сите ние како опозиционен фронт рековме дека таа може биде добредојдена само и само ако биде дел од пакетот, а пакетот значи одење на предвремени парламентарни избори. Таа може да помогне доколку има договор за крупното прашање. Доколку нема договор за крупното прашање, таа станува безпредметна. Дали мислите дека е се уште освалива барањето за парламентарни избори со оглед на тоа дека поминаа сите законски рокови? Со политичка волја, седнување на маса, со договор политички, помеѓу власт и опозицијата, остварливо е барањето за предвремени парламентарни избори. Тоа го знае Груевски и спиновите околу тоа дали се поминати роковите или не се ирелевантни, бидејќи ако седнеме на маса се договориме, тоа ќе се оствари. Благодарам.